Со децении се намалува обработливото земјоделско земјиште во Струмичко поради непланско користење и пренамена, велат земјоделските здруженија. Наместо поттикнување да се засади секоја квалитетна површина со земјоделски култури, големи површини се пренаменуваат за изградба на индустријски објекти и фотоволтаици. Ваквиот тренд е присутен одамна, но ескалира последните години кога стотици хектари обработливо земјиште се најдоа под соларни панели. Кога велам дека сгрешивме, еве пред се ќе ја земаме 96 година, кога се стапи со нова децентрализација во државата, каде што се формира огромен број на општини и сега тие спасот овие општини го бара со продажба на земјиште од прва и втора класа, а сведоци сме дека во последните години исто се случува прва и втора класа со фотоволтаици, што значи дека евидентно е да дојде до намалување на површините кои што се погодни за производство. Мислам дека грешка прават било која влада, мислам дека се знае каде е местото за индустријски зони и за фотоволтаици, тоа е 5-6 класа од земјоделско земјиште. Прашањето за несоодветното користење на земјоделското земјиште се наметнува последните години откако цените на земјоделските производи почнаа да раснат, а кај земјоделците се јавува надеж дека оваа гранка може да заживее и да обезбедува достоинствен живот. Велков смета дека доколку продолжи ваквиот тренд, има простор да се заинтересираат и младите за аграрот. Во моментов тие се реткост на струмичките ниви. Инаку, што се однесува за враќање на младата популација кој што треба да биде двигател во нашето земјоделие, пак ќе потенцира, мора барем 5-6 години да имаме добар пласман како овие, пак ќе спомнам 2-3 години на нашите земјоделски производи, било од растително, било од животинско производство, и мислам дека тука во таа сфера би дошло до враќање на младите. Инаку, ако се оди кон оној друг начин, мислам дека тешко ќе дојде до враќање на младата популација. Според проценките на земјоделските експерти, речиси третина од земјоделската површина во Струмичко не се засадува последниве 10 години.